Живееме во ера на експанзија на социјалните медиуми. Тие се повеќе се користат како алатки за информирање, но и како алатки за промоција на содржини. Кои се начините да бидете прегледни во морето на информации кои секојдневно ги преплавуваат социјалните мрежи, како да дојдете до повеќе следбеници и како да остварите посилно влијание преку социјалните медиуми? Бидете постојано активни на вашата страница на Facebook. Постојаната активност не значи преоптоварување на публиката со 20 објави на секој 3 минути. Едноставно, барем неколку пати во денот споделувајте нешто интересно што ќе овозможи вашата публика да не ве заборави. Например, доколку сте медиум кој има 100 до 200 објави во денот, не објавувајте ги сите одеднаш. Изберете соодветни интервали во текот на денот во кои ќе објавувате позачестено или поретко, некогаш на 20 минути, некогаш на 40 минути. Во периодите во кои најмногу се читаат вести, напладне и навечер, засилете го темпото на објавување. Идеалниот број на објави е помеѓу 5 до 10 објави неделно, доколку сте бренд, а доколку сте медиум, таа бројка е типично десетина пати повисока, бидејќи вестите се информации со кои луѓето имаат интеракција во текот на целиот ден. Искористете ја опцијата за закажување на постовите за одеднаш да ги распределите постовите во посакуваните временски секвенци за објавување. Исто така, не занемарувајте ја опцијата за таргетирање на публиката, при што можете да изберете која група од вашите фанови сакате да го видат тој пост. Објавите со фотографија постигаат 39% повисоки стапки на интеракција од обичните постови. Затоа, разбите ја монотонијата на класичното споделување на линкови со повремено објавување на фотографии со краток линк до вашиот пост. Објавите кои содржат емотикони добиваат 52% повисока стапка на интеракција. Тоа значи повеќе лајкови, повеќе коментари и повеќе споделувања. Емотиконот голема насмевка ја зголемува стапката на интеракција за 138%. Кога фановите се замолени да споделат одреден пост, шансата тоа да го направат е 7 пати поголема, отколку кога не се прашани за тоа. Истото се случува и кога ќе ги замолите фановите да искоментираат или да лајкнат некој ваш пост. Веројатноста е 3 пати поголема дека ќе го направат тоа. Прилагодете го URL-то на вашата фан страница. Така луѓето полесно ќе го запомнат. Статусите кои содржат прашање генерираат 92% повеќе коментари отколку обичните кои не содржат прашање. Тагнете други добро посетени фан страници во вашите статуси. Нивните фанови може да ја видат вашата страница и да добиете нови посетители, следствено и нови лајкови. Ставете го URL-то до вашата страница на Facebook во вашиот имејл потпис. Секој испратен имејл е шанса некој нов да дознае за вашата одлична фан страница. Побарајте од вашите следачи на Twitter да се приклучат на вашата страница. Понудете им интересни причини зошто треба да се приклучат на вашата заедница на Facebook. Например, твитнете нешто како: сакате повеќе разговор отколку што дозволуваат 140 карактери? Придружете ни се на Facebook.com вашата страница. Поставете кутија за лајкување на вашата фан страница, односно фан бокс на вашиот веб-сајт. Поставете виджет за вашата фан страница на вашиот веб-сајт. Ќе се изненадите колку многу луѓе не знаат за вашата фан страница. Со поставувањето на виджетот на вашиот веб-сајт, таа ќе се појави пред сите посетители на сајтот. Доколку правите интересни видеа на YouTube како дел од вашата стратегија за промоција на содржината, уфрлете го линкот до вашата страница на Facebook на крајот од нив. Поставете го URL-то до вашата страница на Facebook како позадина на профилот на Twitter. Инвестирајте во реклами на Facebook. Полесни се отколку што мислите, а може да вложите многу малку или повеќе доколку сакате. При рекламирање на вашата страница на Facebook направете избор според целта која сакате да ја постигнете.
да постигнете повеќе лајкови на вашата страница. Со овој избор вие рекламирате вашата страница и се обидувате да стекнете повеќе лајкови. Да ги промовирате објавите на вашата страница. Оваа можност ви овозможува да рекламирате еден од вашите скорешни постови и рекламата е однапред напишана за вас. Оваа реклама се појавува од десната страна на мената за реклами на Facebook, но и на фидот каде луѓето можат да имаат интеракција со постот. Она што треба да го знаете е дека ќе ви биде наплатен клик, дури и ако некој кликне лайк на постот кој го рекламирате, без да кликне лайк на вашата страница. Со избирање на третата можност ги избирате напредните поставки и добивате поголема флексибилност при определување на начинот на плаќање за вашата реклама. Покажете им на другите корисници на Twitter за што сакате да зборувате. Направете го тоа со уредување на вашиот профил, прилагодување на содржините на вашите твитови, споделување на разговорите за кои сте заинтересирани. Брендирайте го вашиот профил на Twitter, позадината и сликата на профилот нека говорат за вас. Следете ги другите корисници на Twitter. На оние кои ќе ве заследат, испратете им порака со благодарност и ветете им интересни содржини. Ретвитајте ги другите корисници, додадете некои лични коментари на твитот и започнете диалог. Пишувајте твитови кои потикнуваат разговор, додадете вредност на секојдневните информации, споделете корисна информација, поставете добро прашање и покажете дека навистина сте заинтересирани за темата. Вклучете се во разговорите, одговорете на некое прашање, учествувајте во теми слични на оние од вашиот интерес, а понекогаш отворете и вие теми, но никогаш не наметнувајте ги. Спомнете некој влијателен твитерџија во вашиот пост. Со тоа ја зголемувате можноста тој да ве заследи, ретвитне и да допрете до поголема публика. Поврзете се со другите социјални разговори. Коментарот кој вашиот фан го оставил на најновата вест на Facebook, спомнете го на Twitter. Со тоа ја зголемувате можноста вашите фанови од Facebook да ги префрлите како ваши следачи и на Twitter. Поканете ги вашите имейл контакти да ве заследат на Twitter. Додадете Twitter копче на вашиот вебсайт. Ставете го линкот до вашиот профил на Twitter во вашиот имейл подпис. Организирајте Twitter надпревар, поставете прашања, а оној кој ќе го одговори може да добие прошетка низ вашата редакција, запознавање со тимот или објавување на некоја негова колумна на вашиот вебсайт. Искористете ја брзината на Twitter за да твитнете ексклузивна вест со фотографија која никој се уште ја нема објавено, а не е излезена ниту на вашиот сајт. Пуштете мала закачка за она што следи или искористете ја можноста да најавите важно интервју или ексклузива. Твитнете во живо од некои важни настани. Публиката ќе знае дека сте на лице место и поинтензивно ќе ве следи за да биде во тек со најновите случувања. Користете хаштагови за да отворате теми, но и за да ги категоризирате вестите кои ги објавувате. Например, доколку имате вести за Скопје, искористете го хаштагот Скопје за да отворите нова тема. Спроведете Twitter интервју со прашања и одговори директно на Twitter под одреден хаштаг. Дозволете и другите да поставуваат прашања. Интервјуто можете подоцна да го објавите на вашиот сајт. Користете скратувачи како Google, Bitly и 0mk за да ги скратите линковите кои ги објавувате и да имате повеќе простор за ваш личен коментар. Уредете го вашиот профил следствено професионалниот тон на сервисот. Одредете неделна рутина со која ќе објавувате нови содржини на вашиот профил и ќе се вклучувате во дискусиите во групите на LinkedIn кои се соодветни и блиски на теми од вашиот профил. Одговорете на некое прашање доколку сте компетентни на темата и иницирајте конекции. Уредете го профилот со соодветна фотографија и опис, пополнете ги информациите за вашата страница, додадете фотографија во лентата и активно објавувајте нови информации.
Поделете ги вашите фанови во кругови, од кои еден може да биде за вашите VIP фанови, еден само за женските фанови, еден за машките и еден генерален. Тоа може да биде мотивација за фановите кои ќе добијат чувство дека ја следите нивната активност. Искористете ја можноста за двонасочна комуникација на Google+, па директно одговорете на прашањето или забелешката на некој ваш фан. Не претпоставувајте дека вашата публика на Google+ има исти интереси како онаа на другите социјални мрежи. Запознајте ја вашата публика со поставување прашања, споделување содржина и интеракција. Комплетирајте го вашиот профил и вклучете одлична слика која го представува вашиот бизнис, кратка порака за вашата дејност, линк до вашиот вебсайт, но и до вашите профили на Twitter и Facebook. Категоризирајте ги вашите содржини на Pinterest поделени на различни табли според темата. Доколку имате написи од тема политика, култура и забава, тогаш направете 3 различни табли и поделете ги содржините на тој начин. Именувајте ги сликите соодветно на темата во написот, за кога ќе бидат прикачени на Pinterest да имаат соодветен наслов според темата. Напишете го насловот на написот врз самата слика, па така вашите следачи на Pinterest веднаш ќе знаат до што води линкот од сликата. Замолете ги луѓето да ги пинуваат вашите фотографии со едноставна порака. Чувствувате се слободни да споделите на Pinterest. Креирајте креативни имиња за вашите табли, користете хаштагови и вклучете го линкот до вашиот сајт под секоја слика. Искористете го Instagram за да споделите некоја фотка од вашата редакција. Направете акција и на неколку дена објавете по една фотографија од вашите вработени. Покажете ја работната атмосфера. Организирајте натпревар со споделување фотографии. Објавете ексклузивна фотографија од некој настан. Направете најава со фотографија, например, доколку имате интервју со некоја позната личност, објавете сликичка на Instagram и најавете фотка за време на интервјуто кој ќе биде објавено утре.